Нечесто за врсничкото насилство не сакаме да зборуваме, сме занемени и никогаш не помислуваме дека тоа може да не се случи токму нам. Мене ми се случи преку ќерката, на тој начин што после тоа што беше жртва на педофил, имаше своја траума, 3 години поред. Бев сведок на директно врсничко насилство, кое што се манифестираше преку физичко, психолошко, социјален анимозитет, значи игнорирање тотално од средината, осудување. Вториот момент е дека физички ја удираат, и тоа најчесто на своја 12 годишна возраст имаше удари по глава и фрла телефони и фрла часовници. И при тоа родителите молчат. Кога ќе се пожалиш на било кој од околината дека твоето дете е жртва на врсничко насилство, тогаш нивните деца се златни. Тоа не постои. Тоа не е возможно. Како тоа нивните деца да бидат насилни? Мина е постојано изложена на сопствената траума, изложена е на осуда, иако не е виновна, и осудена е на некои работи кои што ни на крај памет не може да ви паднат, а тоа се, да речеме, социализација, како полесно да се придвижи кон друштвото за да може да функционира. И таа се труди. Мислам, таа е голем херој. И секогаш кога се зборува за ова врсничко насилство, да знаете дека може би се случува и кај вас дома, но жртвите на врсничко насилство нема никогаш да дојдат прво кај вас и да кажат дека се жртви. И затоа треба на време да бидеме свесни за она што ни се случува околу нас, за она што нам ни се случува и за тоа што се случува на нашите деца. Врсничкото насилство е најстрашната форма на насилство во развојот на децата. И тоа треба да го имате сите на ум. И една работа што е многу важна, тоа е дека треба да се едуцирате за врсничкото насилство, да се едуцирате за менталното здравје, да читате, да не замижувате и да го кренете вашиот глас.